Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на радиопрограмата која ќе ја следите до пладне. Собранието се распушти, изборите ќе се одржат на 5 јуни. Груевски порача дека е доста од интриги и време е да се направи изборно соочување на фер и демократски начин на кој треба да победи подобриот. ЗАЕФ за сега најавува дека нема да учествува на изборите, но министрите остануваат во владата за спроведување на изборите, остануваат и членовите на СДСМ во Државната изборна комисија. Повици во текот на вчерашниот ден за СДСМ да го промени ставот од домашните, од лидерите на политичките партии во Македонија. Изборите на 5 јуни ќе бидат само една од темите за кои ќе разговарам со мојот денешен гостин, министерот за надворешни работи Никола Поповски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Добро дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ви благодарам за поканата. Избори на 5 јуни, распуштено собрание, за сега најава дека СДСМ нема да учествува на ова изборно соочување. Какви се досегашните реакции од вашите контакти, реакциите на нашите меѓународни партнери? Па од една страна можеби не е идеално кога најголемата опозицијска партија не сака да учествува на избори, од друга страна во неколку наврати беше упатено и од комесарот Хан и од повеќемина во меѓународната заедница кои ја следат политичката ситуација во Македонија порака дека квалитетот на изборите се оценува според процесот на избори, а не според учесниците. Од тој аспект секој има демократско право да одлучи да учествува или да не учествува, но секој треба да ги сноси последиците од таквата одлука. Така што мислам дека најдобро сценарио би било доколку сите учествуваат, но во било која комбинација за учесници ние треба да се потрудиме да имаме најквалитетен изборен процес и врз основа на тоа ќе се оценува и квалитетот на понатамошните реформи кои ќе треба да ги спроведуваме. Очекувате ли СДСМ да го промени ставот по вашите повици дека е време за изборно соочување и дека изборите ќе бидат фер и демократски? Па не мислам дека вреди да се има било какви очекувања, бидејќи имавме повеќе ситуации во кои беше изнесен еден став, потоа беше променет, па пак вратен. Мислам дека е крајно непредвидливо, но не смееме да дозволиме тоа да ни стане фокус. Во овој момент мислам дека најзначајно е да ги обезбедиме сите услови за и најголемата опозицијска партија да учествува на овие избори, и тоа е, мислам, обврска на сите учесници, но никој на сила не може да се натера да прави нешто, вклучително нити може на сила да се оди на избори, нити да се не оди на избори. Сепак е тоа одлука на една од политичките партии во Република Македонија. На крајот на денот ние треба да имаме процес низ кој ќе бидат дадени подеднакви шанси на сите. Потоа кој ќе одлучи да учествува или не е негова одлука, со сите последици кои одат заедно со неа. Ми мислам дека треба да бидеме свесни дека тоа има и цена, бидејќи доколку одлучат да не одат на тие избори, таа цена веројатно ќе ја платат и на домашна сцена, бидејќи многумина од граѓаните ќе бидат разочарани од еден неодговорен однос на една голема политичка партија. Од друга страна има цена и на меѓународна сцена, бидејќи тоа ќе ги олесни во голема мерка сите оние операции кои се поврзани со успорување на нашите европски и евроатлантски интеграции. Има ли Македонија денеска услови за фер и демократски избори? Опозицијата главно се фокусираше на избирачкиот список како причина, меѓутоа наведува и други околности. Бевте дел од тој пржински процес, учествувавте во преговорите. Дали од страна на вашата партија ВМРО ДПМН беа преземени доволно чекори за да се остави впечаток и остави простор за опозицијата денеска да учествува на изборите на 5 јуни? Јас лично немам никаква дилема околу тоа дали Македонија може да организира демократски и фер избори. Ние тоа сме го направиле во многу наврати и нема нити една причина зашто не би можеле да го направиме тоа во 2016 година. Доколку зборуваме за подобрувања во системот, ние сме имаме и ќе имаме потреба да направиме определени подобрувања и тоа се случува. Но во ниту еден случај, нити едно од овие подобрувања не го става под знак прашалник капацитетот на Република Македонија да организира избори. Мислам наједноставно и најфер би било тоа да го сведеме на прашање на во ред. Треба да имаме изборна агенда и околу определен број на работи си имаме заедно договорено, но нити едно од тие точки не е причина за некој да не учествува на изборите. И конечно, после изборите, на 6 јуни, односно веројатно неколку седмици потоа, ќе имаме објективна слика за тоа колку квалитетно биле спроведени изборите. Доколку некој однапред вели
дека не сака да учествува на тие избори, па што и да се случи, во тој случај мислам дека повеќе е поврзано со антиципирање на резултатите, отколку со имање или немање на услови. Какви очекувања имате во однос на нашиот евроинтегративен процес поврзано со изборите на 5 јуни? Клучен фактор ќе биде, бидејќи мислам дека ќе биде најважниот дел од оценката на следниот извештај на Европската комисија. Тој ќе излезе релативно брзо после спроведувањето на изборите, бидејќи доколку имаме избори во јуни, сметајте дека некаде во јули ќе имаме нова влада и потоа почнуваат за Брисел летните одмори и многу кратко после тоа ќе излезе нашиот извештај. Доколку имаме успешно спроведени избори, мислам дека имаме доста солидна коалиција на земји членки кои ќе се обидат до декемврискиот самит да издействуваат од почнување на преговорите и напори за надминување на билатералните пречки кои ги имаме, односно водење на паралелно преговори и диалог со Грција за надминување на наметнатиот спор за името. Што значи за нас би значило тоа одблокирање на ова европска агенда. Од една страна, од друга страна, доколку имаме проблематизирани избори, во тој случај мислам дека ќе им дадеме само аргументи на тие кои не блокираат подолг временски период и во тој случај воопшто нема да има никаква дискусија околу можноста за водење на преговори за членство со Европската Унија. Тоа е најголемиот хендикеп и најголемата цена и мислам дека било кој политички субјект во Македонија не смее да калкулира со една таква агенда. Да прави калкулација дека доколку бойкотираме ќе биде негативна оценката и со таква негативна оценка Македонија нема да оди напред. Тоа не е во корист на никого, мислам. Слушнавме две пораки во изминатиот период кои се однесуваат токму на спорот за името, кој со години е причка за нашите евроатлантски интеграции. Едната дојде од посредникот во спорот за името Метју Нимиц, кој порача дека по изборите ќе биде идеално време за решавање на спорот. Втората неодамна пред околу 10 дена дојде од амбасадорот на САД Джес Бейли, кој порача дека сега е исто така вистински момент за решавање на спорот, не прецизирајќи дали пред или по изборите кои треба да се одржат во земјава. Како ги коментирате овие пораки? Дали на вистина се создадени услови за решавање на спорот за името токму сега? Видете, во изминативе 25 години веројатно има над 100 прилики во кои некој рекол дека е вистинскиот момент. И мислам дека никогаш не сгрешил, бидејќи секогаш било вистински момент за да се надмине проблем кој веќе 25 години обстојува. Не мислам дека со самото тоа што некој ќе рече дека е било момент, дека ќе се реши проблемот со Грција кој ни е наметнат веќе, како што реков, 2,5 децени. Посредникот има опис на работно место кое дефинира дека треба да создава услови во кои ќе има диалог помеѓу двете земји, така што е природно за него да се обидува да најде начин да не охрабри. Реално, во овој момент Грција има многу покомотна позиција, бидејќи политичката криза во Македонија и дава за можност да стои многу подалеку од притисокот за барање на решение и од блокирање на европската и НАТО агендата на Република Македонија. Наш интерес е да ги извадиме на чистина тие работи, односно да се констатира дека Македонија ги има исполнето сите услови за водење на преговори и за членство во НАТО и дека единствено блокадата која ни има наметнато Грција е причината поради која тоа не се случува. Во овој момент тоа што се обидовме да го направиме е да работиме на создавање на попозитивна клима преку соработка во што е можно повеќе области со Грција. Доколку имаме подобра економска соработка, повеќе соработка во туризмот, во културата, во науката, тоа ќе биде и македонски корист и ќе биде и во корист и на односите и релациите кои ги имаме во регионот и одиме на таа карта дека создавањето на клима на доверба и соработка е нешто што ја одговара на Република Македонија. Да се заклучи дека поради таа соработка сме го решиле или ќе го решиме спорот со името, не е, мислам, коректно, бидејќи сепак има многу големи разлики помеѓу двете земји во однос на ова прашање. Нашиот пристап кон ова е дека мора да се почитува меѓународното право и дека Македонија треба да биде третирана како и секоја друга нација или држава. Грчкиот став кон ова е дека со самиот факт дека Грција е дел од НАТО и ЕУ може да не оценува непринципиелно и ние сме опозиција да даваме определени отстапки. Помеѓу овие два концепти се уште не сме нашле
заедничко тло и јас мислам дека не можеме да заклучиме дека денес е сигурно дека веднаш ќе го решиме спорот зимето. Не е така, но мислам дека сме на добар пат да ја подобриме климата помеѓу двете земји, што е предуслов за било какво предвижување во овој правец. Ќе ве прашам за мерките за градење доверба, но ева за поврзаноста на политичката криза во Македонија со спорот, многумина коментираа во изминатиот период дека токму тоа што во моментов се наоѓаме во со една привремена влада за спроведување на избори, можеби е оној импулс кој што е потребен за решавање на спорот, односно поделена е одговорноста помеѓу политичките партии во моментов заедно партиципираат во владата. Дали е тоа навистина улеснителен момент кога станува збор за преговорите и дали токму поради тоа доаѓаат и ваквите изјави од нашите меѓународни пријатели дека сега е вистинскиот момент? Видете, во Македонија сме виделе сите можни комбинации на влади. Во изминативе 25 години нити една не успела да го реши овој спор. Така што не е соодносот на тоа која е констелацијата или коалицијата за да биде решено или да не биде решено. И во конечна инстанца ова е прашање кое ги засега македонските граѓани. И мислам дека никој нема право да си земе некаков ексклузивитет дека може или дека е опозиција да носи одлуки на нивно место. Впрочем, затоа и позицијата на ВМРО ДПМН е дека нема да дозволиме било каква промена или било каква интервенција во Уставот со цел за менување на уставното име или менување на нашите национални параметри и дека предуслов за било какво решение е тоа да биде одобрено од мнозинството граѓани во Република Македонија. Факт е дека ни е потребно создавање на подобра клима со Грција, но мислам дека во никој случај не можеме да кажеме дека бидејќи сме имале, не знам, ваква или таква коалиција, ваква или таква влада, тоа значи дека денеска ќе биде решено тоа прашање. Ова прашање надминува би рекол граници или компетенции на само една влада или на само еден парламент. Ова ги засега сите граѓани во Република Македонија. Македонско прашање. Го подпишавте договорот за градење, за мерки за градење на доверба помеѓу двете земји. Една средба која што требаше да се случи беше откажана и коинцидираше со моментот на затворање на границата поради мигрантската криза. Се преземаат ли мерки и планирани ли се нови средби на политичко ниво со Грција за придвижување на овој процес на градење доверба? Во тој договор дефиниравме 11 полиња кои одат од практични работи како соработка во трговија, во економија, во туризам, во образование, култура и така натаму. Во секој од тие 11 мерки имаме направено некои придвижувања. Сметаме дека на тој начин може само да ја подобриме соработката помеѓу Македонија и Германија и Грција и да ја намалиме она негативна клима која низ годините се провлекува како последица на блокадите кои Грција ни ги има наметнато и во НАТО и во ЕУ. Точно и дека имавме серија на состаноци и мислам дека правецот кој го фативме во оваа соработка е позитивен. Но точно е и дека страдаше поприлично поради мигрантската криза и онаа ситуација во која имавме блокада на државната граница, обид на повеќе мигранти кои не беа спречени од грчка страна да дојдат на наша територија. Тие работи малку ја пореметија динамиката на соработка и беше навистина откажана една од тие средби. Според она последните укажувања од Атина се дека Грција ќе обстои на агендата за која се договоривме и дека со определени одложувања ќе продолжат тие состаноци за мерките за градење на доверба. Од наша страна ние сме потполно отворени, во никој случај не ги ставаме под знак прашалник, бидејќи сметаме дека е македонски интерес да имаме што е можно порелаксирани односи со сите наши соседи. Така, правиме куса пауза за реклами, се враќаме со разговорот. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Разговарам со шефот на македонската дипломатија Никола Поповски. Господине Поповски, почнавме да разговараме околу проблемот со мигрантите и како тоа влијаеше на македонско-грчките односи. Но одамна во интервју за Товима, шефот на државата порача дека ако Грција навреме преземеше соодветни мерки за справување со мигрантската криза, состојбата немаше да ескалира до овој степен. Грчкото МНР реагираше и одговори дека нашиот претседател не е во текст со состојбата комплетно. Имаме или не соработка со Грција по ова прашање? Се извинувам се.
реално стартната позиција беше доста неповолна. Имавме многу слаба комуникација и многу слаба соработка на терен со грчките власти. Мислам дека со тек на времето и од нивна страна стана јасно дека сите мерки кои ги превзема Република Македонија не се само во наша корист, туку се и во нивна корист. И постепено таа соработка се подобруваше. Мислам дека премногу беше оптоварена со нивните политички приоритети, бидејќи Грција во подолг временски период беше перцепирана како земја во која се генерираат проблеми. Било да е должничката криза, економската криза, кризата со мигрантите и така натаму. Така што повеќе наврати реагира можеби малку поенергично од тоа што е било вообичаено за таква ситуација. Но за нас е значајно тој тренд на подобрување на соработката да продолжи. Можеби најголем тест беа оние инциденти кои ги имавме минатата година и оваа година, во кои групи на мигранти, поголеми групи на мигранти, нелегално се обидуваа да ја поминат грчко-македонската граница со употреба на сила. И во тие моменти нашата единствена порака беше дека секој мора да ги превзема обврските на сопствена територија. Тоа беше веројатно случај, уствари недостаток кој го констатиравме и при оној инцидент кој го спомнавте вие претходно, кога имавме околу 2500 мигранти кои илегално преминуваа на наша територија. Точно е дека тие беа главно организирани од невладини организации, анархисти и други лица кои сакаат да поттикнат продолжување на тој стихиен мигрантски бран до Германија и Шведска. Но од друга страна би очекувале дека и грчките власти на нивна територија ќе превземат некакви мерки. Конечно, повеќе би се фокусирал на соработката која имаме на терен помеѓу граничните служби и мислам дека таа во добра мерка се подобруваше со текот на времето. Уште не сме на она ниво на кое ние би сакале да ја видиме таа соработка, но поместување во позитивна насока имаше низ времето. Имаше приписка околу тоа каква помош сме добиле од Европската унија и дали воопшто сме добиле помош за справување со мигрантската криза. Што очекувате и што ни е потребно за да соодветно се справуваме со овој проблем? Реално помошта која беше упатена од Европската унија повеќе беше насочена на хуманитарната димензија и се однесуваше на меѓународни организации, невладини организации кои помагаат со храна, сместување, определени помагала за мигрантите. Не кон институциите. Кон институциите на Република Македонија таа помош почна во изминатите неколку седмици со оној првичен проект насочен кон Министерството за внатрешни работи и помагање пред се преку финансирање на полициските сили кои се долу ангажирани на нашата јужна граница и исто така финансиска помош за сите оние полицајци од земјите членки на Европската унија кои се долу. Значи тоа е една почетна фаза, претходна немаше, но јас би рекол нешто друго. Мислам дека во секој случај ние не смееме да дозволиме да се потпираме на тоа некој да ни даде помош за да се справиме со некаков проблем. Не треба да спиеме на таа страна дека некој друг ќе ни ги решава проблемите и конечно и доколку ни едно евро не ни дадат, ние повторно ќе покажеме капацитет дека можеме да се справиме со тоа. И таков и беше нашиот пристап. Доколку видите од почетокот на кризата, ние не бевме толку фокусирани на кој колку за што дава, многу повеќе бевме фокусирани сами да создадеме систем кој ни овозможи хуман и безбеден третман во текот на целата мигрантска криза. Ако погледнете денес што мислат другите за соочувањето со мигрантската криза, има поголема листа на лоши примери и има неколку добри примери помеѓу кои Македонија е секогаш издвоена за тоа како сме се справиле со кризата. Јапонија најави дека од јануари идната година отвара дипломатско представништво, ќе отвори амбасада во Република Македонија. За годинава е најавено отворање на македонска амбасада во Бразил. Какви се плановите на МНР за отварање на дипломатски представништва? Се развиваме веќе неколку години во овој правец со отварање на нови дипломатско-конзуларни представништва. Минатата година имаме во Обединети Арапски Емирати, во Казахстан и во Јапонија, како што спомнавте. Јапонија од нејзина страна ќе отвори представништво на почетокот на следната година во Македонија, а ние имаме планови најмалку за Бразил и веројатно уште 1 до 2 амбасади кои ќе бидат следната година отворени. Целта ни е да ја прошириме нашата мрежа
и да ги прошириме активностите. Нашата дипломатија се повеќе и повеќе се обидуваме да ја насочиме во делот на економска промоција, бидејќи тоа е она според кое ќе можеме да ги мериме резултатите на долг рок. Нема ништо побитно за македонските граѓани од тоа да донесеме повеќе инвестиции и да создадеме повеќе трговски можности. Во делот на политичките цели, членството во НАТО и во ЕУ еден ден ќе дојдат, но и пред и после нив за нас ќе биде значајно колку ќе биде развиена економијата во Македонија, а тоа ќе го направиме преку подобра промоција на државата. Затоа и фокусот ни е надвор од оние центри каде што имаме веќе етаблирано присуство. Во Европа би рекол дека имаме добра мрежа на дипломатско-конзуларни представништва, но сме премногу ограничени на Европа. Затоа се обидуваме малку да го прошириме тој опсек и да се насочиме повеќе кон економските активности. Во изминатите денови, недели, вашата партија ВМРО-ДПМН даваше отчет за она што било спроведено во изминатите години. Кој е според вас најголемиот успех во вашиот сектор? Прво, имаме 7 години во кои Европската комисија и Европскиот парламент даваат препорака за потпочнување на преговорите со Република Македонија во услови во кои имаме директни блокади. Тоа само по себе е доказ за напредокот кој Македонија го има постигнувано во сите сегменти кои се важни за членството во Европската унија. Успеавме да покажеме дека имаме капацитети во кризна ситуација да председаваме со процесот за соработка во Југоисточна Европа, со Централно европската иницијатива, да бидеме учесници во Советот за човекови права во Обединетите нации, да имаме активна улога во ОПСЕ, во Форумот за безбедносна соработка. Значи, голема листа на работи кои се прилично комплицирани да учествувате и кои за мала земја се уште поголем предизвик, а кои ние успеавме да ги менаџираме во, би рекол, нестандардни услови. Од друга страна, фокусот на економската дипломатија ни овозможи десетина инвестиции во Република Македонија да се случат благодарение на директен ангажман и контакти од страна на наши амбасади, дипломати, представници во странство, што е уште поголема сатисфакција бидејќи од тие нивни ангажмани имаме денес луѓе кои се вработени во Република Македонија, кои без тој ангажман ќе беа невработени лица. Дополнително се ангажиравме околу проектите поврзани со диаспората и македонската заедница во соседството. Пред се работи за проекти за создавање на катчиња, изучување на македонскиот јазик, го воспоставивме како пракса оној летен камп за дечиња македонци од диаспората и од соседството, кој го организираме во Охрид. Од оваа година имаме преку целата година отворен конкурс за стажирање за македонци по потекло, кои може да бидат и втора и трета генерација, се успешни студенти на некои од врвните универзитети во светот и сакаат да дојдат во Македонија и да поминат период од 2, 3, 4, 5 месеци стажирајќи во македонски институции. Ова е пионерски проект со кој се обидуваме да им ја приближиме Македонија на тие кои се неколку генерации дел од македонската миграција во странство. И тие се веројатно најдобрите амбасадори кои во иднина ќе ги имаме. Целата оваа плејада на активности најмногу ја правиме за засилување на врските на Македонија со нашата заедница надвор од Македонија и со подобро представување на земјата во меѓународни рамки. Тоа е, би рекол, визит картата на Македонија, врз основа на која успеваме да се промовираме и како успешна дестинација за инвеститори и како земја која е интересна за туризам, и затоа и ги бележиме овие бројки за пораст и во едниот и во другиот сегмент, односно и во бројот на туристи кои доаѓаат и во бројот на инвестиции и парите кои се внесуваат во Македонија и отварањето на работни места. Така, Груевски вчера ја најави најобемната програма досега на ВМРО-ДПМН со која вашата партија ќе настапи на претстојните избори. Работите ли на подготовката на програмата и колку вашата партија е на терен за да ги слушне вистинските потреби на граѓаните? Видете, ние успеавме да воспоставиме еден нов стандард во политиката во Република Македонија, каде што не говориме само за теми или за области во кои ќе се занимаваме, туку излегуваме со детална програма во која представуваме пред граѓаните што е тоа што сме го идентификувале како приоритетно и може да биде реализирано во Република Македонија, и таа програма е нашата лична карта во однос на граѓаните во моментот кога одат да
изберат или да го дадат својот глас на следните избори. Оваа програма дефинитивно ќе биде најобемна, бидејќи сметаме дека доста проекти сме реализирале, но и доста проекти ни се во тек на реализација, што е добра база за она што ќе следи потоа. Во овој момент ја завршуваме таа програма, потоа ќе имаме поголема програма на нејзина промоција и презентирање пред граѓаните, бидејќи сметаме дека во Македонија после 25 години демократија, одлуките за тоа кого ќе поддржиме треба да бидат базирани на понудата и кредибилитетот кој го има било кој политички субјект во земјава. Тоа е најфер начин за да дојдеме до најдобри можни резултати и ги охрабруваме сите останати кои чувствуваат потреба дека треба да се надпреваруваме врз основа на проекти и врз основа на достигнувања во државата, тоа да го направат на овој начин. Господине Поповски, ви благодарам што бевте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за поканата. Почитувани слушатели, останете на оваа фреквенција, се враќаме по музичката пауза и пауза за реклами. Во Пулт на Радио Слободна Македонија денеска разговарав со шефот на македонската дипломатија Никола Поповски, кој истовремено е член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Разговаравме за изборите, разговаравме за можностите за решавање на спорот за името, како и за мигрантската криза. Говоревме и за отчетот на неговата партија ВМРО ДПМН, особено во делот на ресорот кој го води, во делот на дипломатијата. Беше дадена и најава за досега најобемната програма со која ВМРО ДПМН ќе настапи на изборите на 5 јуни. Во врска со изборите, пред малку заедничка изјава испрати амбасадорите на САД и на Европската унија, Джейс Бейли и Иво Орав. Тие ги повикаа политичките лидери во Македонија да го спроведат тоа што го потпиша и да обезбедат услови за кредибилни избори. Според нив тука спаѓаат итните реформски приоритети и имаат порака дека да не се пропушти оваа можност за избори како таа на 6 април. Политичките лидери во оваа земја имаат ЕУ и САД ги поддржуваат сите партии и другите учесници во процесот во нивната работа за создавање услови за веродостојни избори. Ова подразбира пречистување на избирачкиот список, спречување на каква било форма на заплашување или притисок врз гласачите и обезбедување на фер медиумско покривање. Извесен прогрес е направен на овие полиња, но останува уште многу работа. Одговорност е не само на државните институции да подготват веродостојни избори, туку и на политичките партии. На 6 април се пропушти таква можност, се вели во заедничката изјава. Бели Орав велат заедно со другите меѓународни партнери ќе продолжат да поддржуваат демократски развој, што вклучува и избори. Ја поздравуваме работата на Државната изборна комисија, како и напорите на граѓанското општество за напредување кон оваа цел. Одблиску ќе ги следиме случувањата и ќе продолжиме да ги споделуваме нашите гледишта, стои во изјавата од амбасадорите на САД и на Европската унија, Джейс Бейли и Иво Орав, испратена ова утро. Со оваа информација ќе го заклучам денешното издание на Пулт на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас, ви благодарам за вашето време, внимание и доверба. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте убав ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.